Екоактивистите ќе протестираат пред владата за итно одземање на концесијата на Euromax Resources за рудникот Иловица. Од Движењето против рудници во Југоистокот изјавуваат дека се ближи датумот кога оваа влада нема да може да донесува и спроведува одлуки, а Министерството за економија се уште не поднело барање до владата за одземање на концесијата на Euromax Resources. Поради тоа, активистите од здруженијата кои 2 години се борат за одземање на концесијата за рудникот во Иловица Штука, сакаат да извршат притисок врз владата и забрзување на процесот. В сабота во 12 часот ќе одржиме протест пред владата, како потсетување на ова прашање кое е за нас од витално значење. Сите еколошки здруженија и граѓани активисти од Струмичкиот регион се задоволни од ставот на премиерот и одлуката на владата за одбивање на некомплетното барање на концесионерот за работа, но стравуваме и знаеме дека постојат структури кои намерно ја одолговлекуваат постапката за одземање на концесијата. Сметаме дека нема потреба да се чека одлуката на управниот суд околу жалбата на концесионерот затоа што владата е таа што е надлежна за доделување и одземање на концесиите. Нашиот протест е во насока на охрабрување и забрзување на постапката за одземање на концесија, вели активистот Костадин Ристоманов. Пред 4 месеци владата го одби барањето за издавање дозвола на компанијата Euromax Resources, бидејќи не ги исполнила законските услови за вршење експлоатација на рудник во Иловица. Со тоа требаше да заврши 2-годишната битка на активистите и жителите од Струмичкиот регион, кои секојдневно го блокираа патот кон местото каде што требаше да биде отворен рудникот. Откако истече рокот за жалба, се очекуваше владата да донесе и конечна одлука за едностран раскин на договорот за концесија со Euromax Resources.